Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Мажи, љубете ги своите жени, како што и Христос ја засака црквата. Ефесјани, 5 глава 25 стих. Исто така, постарите жени да ги учат младите жени да ги љубат своите мажи и своите деца, за да не се хули Божјото слово. Тит, 2 глава, 3 до 5 стих. Дали некога сте биле на забава каде што ја играле играта на младоженците? Водачот на играта ги раздвојува мажите и жените, а потоа им ги поставува истите прашања одделно, а потоа ги споредува одговорите за да види дали го кажуваат приближно истото. Кога една црковна група ја играла оваа игра, водачот праша: "Кога твојот сопруг последен пат ти кажал дека те сака?" Жената одговорила правилно на прашањето, но било поминато долго време откако таа ги слушнала овие зборови. Неколку години. Потоа го донесоа мажот и тој го даде истиот одговор. Водачот се обиде да ја надмине ситуацијата и да продолжи со забавата, но сопругот коментираше: "И реков дека ја сакам кога се оженив со неа. Исто така и реков дека ако некогаш се предомислам, ќе го кажам тоа." Сигурен сум дека мажот може да ја сака својата сопруга без да го каже тоа. И претпоставувам дека жената може до одредена мерка да има увереност дека е сакана, без да и се каже, но знам една работа. Во секое срце постои празнина што може да се исполни само со љубов и без тоа сознание. Постои празнотија и осаменост која почнува да ја задушува љубовта. Доктор Гери Чепман тврди дека постојат љубовни јазици кои тој ги опишува како допир, подароци, добри дела и така натаму, како и вербално изразување на зборовите. Човекот кој носи цвеќиња дома за својата сопруга изразува љубов. Исто така, кога ја поправа скршената чешма во кујнскиот мијалник и ја носи својата плата дома, тој исто така покажува љубов. Некои култури никогаш не ја вербализираат љубовта и поединците кои доаѓаат од домовите каде што родителите, особено татковците, никогаш не ја изразувале љубовта вербално, можат да имаат потешкотија да го прават тоа. Размислувам за еден маж кој ја сакаше неговата сопруга, но едноставно му беше тешко тоа да го каже. Тој размислуваше за тоа и потоа размислуваше уште повеќе и конечно одлучи дека во петок навечер кога ќе се врати дома од работа, тој ќе го направи овој говор, кажувајќи дека ја сака. И секако, тоа е токму она што го стори. Тој влезе во кујната, каде што таа подготвуваше вечера, и со глас што беше малку напнат од нервоза, тој го одржа говорот, завршувајќи со зборовите: "Моје најмило злато, те сакам." Откако заврши, беше изненаден кога неговата сопруга започна да плаче. "Мислев дека ќе ти се допадне тоа што го кажав," се разлути тој. "Драги," кажа неговата сопруга, "цел ден имав ужасна главоболка. Утринава ја скршив златната чаша што мама ни ја даде кога се венчававме, а сега ти дојде дома мртов пијан. Тоа е повеќе отколку што можам да поднесам." Една од нашите длабоки емоционални потреби е да даваме и да примаме љубов. Во секое срце има празнина која треба секојдневно да се полни со љубов. Децата, тинејџерите, сопрузите и сопругите, како и постарите членови на семејството, сите тие ја имаат истата потреба. Една мисла за крај. Ако не можете да го кажете тоа, напишете го, но како и да го правите, изразете го и направете го тоа со искреност. Писмо, белешка, картичка со овие посебни зборови може да стори толку многу за да го охрабри оној кому сте му го поклониле срцето. Еден збор на предпазливост. Ако го пишувате тоа, погрижете се пораката да биде само за очите на саканата личност. Се сетив на една жена која напишала лична и сочна порака за нејзиниот сопруг и ја ставила во неговата кутија со ручекот. Меѓутоа, се случило некој друг вработен да го земе ручекот погрешка. И тој беше толку изненаден, особено затоа што не бил женет. Научете како да ја изразувате љубовта и да го кажувате тоа секој ден. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.